Премиерот Заев, кој раководи со Советот за реформи во судството, се реши да набави проверени кадри, кои најдобро знаат што е тоа правда и на каков начин се стигнува до неа. Според тоа што ќе го видите, станува јасно дека за вакви реформи Заев се подготвувал уште од пред 3 години, кога за прв пат ги обелоденува бомбите. Со цел оперативното искуство на споменатите лица, сега најдобро да може да го искористи за најавените промени во правосудството. Во разговорот потврдуваат дека во местењето е вмешан Никола Груевски, а дека од друга страна председателот на парламентот Трајко Велјановски и неговиот кум и тогашен председател на Врховниот суд Јово Вангеловски обезбедуваат ревизија преку ред и укинуваат пресуди. Не се водиме од името и презимето на личностите кои што ги водат институциите. Но Врховниот суд во еден ваков совет не смее да биде незастапен. Ке се уверите лично во директната спрега на релација власт-правосудство. Што не знам, што може да ве советува Јово Вангеловски, председател на Врховен суд, човек кој ете со одлуките овозможи бегство на лица поврзани со специјалното јавно обвинителство. Какви совети може да ви? Кога се работи за реализација или имплементација, според мене, а така и правните советници ми кажуваат, дека треба да бидат практичари луѓе. Значи, веројатно, во таквиот совет ќе влезе, не знам, председателот на Врховниот суд. Сега веќе е јасно дека нема владење на правото и правната држава. На ваквото владење ќе му ставиме крај. Продолжуваме.